Благодарам, почитуван председател со комисијата Љупчо. Се јавив по однос на амандманот, иако ќе го искористам правото да дадам малку поширока елаборација, за да не се јавувам и по потребата од носење на законот. Инако, целиот проблем е во суштина тоа што донесовме закон, односно Собранието на Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ донесува закон кој многу тешко ни оди со спроведувањето на одредени членови од самиот закон. Законот за фитофармација е донесен во службен весник на Република Македонија број 302/2020 година и дополнително законот го отваравме уште еднаш во 22 година, со што на исти сличен начин правевме интервенции со законот. Во суштина, со законот за фитофармација делумно се усогласува македонското законодавство со регулативата на Советот на Европа од 2009/1107 од 21. октомври 2009 година за пласирање на пазарот производи за заштита на растенијата и укинување на директиви кои претходно ја тангирале оваа проблематика. Тоа усогласување е направено делумно со овој закон. Морам да кажам дека во ЕУ многу се отидени понапред во оваа проблематика, односно се усвоени веќе и нови директиви, за кои неопходно е во одредена ситуација да направиме усогласување. Генерално и во 22 и сега правиме прилагодување на нашата ситуација која реално имаме во пракса со тоа што значи законско решение, односно во член 77 генерално сите економски оператори кои вршат дејност утврдени со овој закон се должни, беше во законот од 2 години, сега се става 3 години, да се усогласат со одредбите од овој закон, односно своето работење да го прилагодат на овој закон. И сега во овој член се додава уште еден член согласно амандманот кој се однесува на образованието, лиценцирањето на давателите на услуги во, ние како што се ги викаме народски земјоделските аптеки, да бидат соодветно со соодветно образование и да имаат соодветни лиценци за да може тоа да го работат. Тоа да биде организиран систем и на дистрибуција и нормално сите кои се во ланецот на понуда на овие фитофармациски производи. Исто така, со овој закон се интервенира и во член 78, со што одредени рокови за членовите 44, 45, 46 и 47 се зголемува, се одлага на некој начин примената на овие членови, кој беше до 1. јануари 2022 година, сега станува до 1. јануари 2024 година. Морам да кажам дека овие одредби на некој начин се прават и правилно. Затоа што реално, ако ги погледаме операторите кои работат со оваа проблематика, се уште не се подготвени да го имплементират во целост законот. Се уште на некој начин се чувствува потреба во правниот промет со овие фитофармациски производи, дека имат потреба од доекипирање, дообразување, вадење на тие лиценци и сето тоа во насока на современи европски пракси. Исто така се констатира дека примената на членот 78 кој се однесува на опремата која треба да се користи за аплицирање на овие фитофармацики производи, имено со законот се бараше таа да биде лиценцирана и да се прегледува секоја година, односно да се утврдува квалитетот дали е согласно ЕУ стандардите.
меѓутоа гледаме дека и овде на некој начин заостануваме генерално и потребни се дополнителни временски периоди. Зашто се јавив за збор? За да реално процениме дали ова одлагање е доволно за во пракса да се имплементираат и мерките кои ги одложивме од претходниот закон и овие мерки. Од една страна имаме сосема јасна потреба да имплементираме европско законодавство, меѓутоа од друга страна тоа што го нудиме со законот, ако во најдобри ситуации се донесе во јуни, реално сега комисија и пленарна да закажеме и тоа да стапи во службен весник, примената на членот 77 ќе биде до 18 декември 2023 година. Додека почетокот на примената на членот 78 ќе биде само до 1.1.2024 година. Ова се само 6 месеци. Моето прашање и зашто се јавив за збор е дилемата дали реално за овие 6 месеци сите овие работи кои се однесуваат на претходното целосното усогласување на операторите на земјоделските аптеки со овој закон и на сето она што значи лиценцирање, дообразување, вадење на соодветни лиценци за тоа да биде согласно овој закон и ова што се однесува сега на членовите околу опремата која може да се користи и која треба соодветно да и таа се лиценцира. Прашањето ми е дали за 6 месеци ќе бидат спремни сите оператори да ова го имплементираат. Според мое длабоко мислење не. Ќе бидеме принудени пак да го отвориме овој закон. Или да бидеме до крај коректни, ако со законот сакаме да направиме елиминација, кој може да го исполнува законот, кој не може да го исполнува, а верувајте во пракса, ова се малку построги критериуми. Многу чинители нема да можат да го имплементираат овој закон. Да не го загрозиме пак пазарот, да не ги загрозиме пак потребите на земјоделците од соодветно и благовремено набавка на заштитни средства, на фитофармацевски производи. Мислам дека сега законот е понуден во оваа форма како што е понуден, меѓутоа јавно ја отварам дилемата дали сме на правиот пат. Ќе поминат овие 6 месеци, ќе помине и крајниот рок за имплементација декември 24 за некои членови. И повторно ќе го имаме истото прашање дали пазарот, дали сите субјекти кои се во оваа проблематика ќе бидат спремни да тоа го имплементира. Имаме ние законски решења кои сме ги носеле. Едно од тие законски решења е имплементацијата на овие членови да биде со влегувањето во Европската унија, да речеме. Или реално да се направи истражување, ако треба и надзорна или не знам, некој тип на расправа и Министерството и агенцијата да ни понудат решење, реално да ги согледаме последиците од овој закон. Законот е европски. Меѓутоа, секторот не ни е се уште европски. Состојбата со земјоделието е прилично тешка. Во моментот имаме сериозни проблеми, не се ниту земјоделците во таква кондиција да издржат помала конкуренција, што значи автоматски многу веројатно повисоки цени. На некој начин сега имаме повеќе оператори, повеќе дистрибутери, повеќе опрема за аплицирање на оваа фитофармацевска, овие препарати и на некој начин кубуриме. Јавно го поставам прашањето дали сме на правиот пат или сосема нормално, ако времето покаже, ќе мораме овој закон повторно да го отвараме и по трет пат да пролонгираме рокови. Немам ништо против законот, генерално ќе го поддржиме, меѓутоа многу очигледно дека повторно ќе го отвараме овој закон. Благодарам.